is the next important step for Nevada to protect reproductive freedom and particularly our abortion rights in this. Гласачите во Невада не одлучуваат само меѓу Доналд Трамп и Камала Харис за председател. Тие гласаат и за прашањето 6. Then we hope we vote yes on 6. Thank you. Лора Кембел оди од врата до врата, кажувајќи им на луѓето зошто мисли дека гласањето за заштита на абортусот е многу важно. Abortion access actually saved my life. Пристапот до абортус всушност ми го спаси животот повеќе од еднаш. И мислам дека е важно, откако Роу против Вейд беше укинат, државата да не заштити. Но на прославата на годишнината на оваа религиозна непрофитна организација која обезбедува алтернативи за абортус, луѓето како Дебора Костело се загрижени дека прашањето 6 ке помине. Борбата може да изгледа тешка. Милиони и милиони долари во нашата држава ја поддржуваат индустријата за абортуси. Жителите на Невада веќе гласа во 1990 да се направи абортусот легален до 24-та недела. Но демократите стравуваат дека второто председателство на Трамп би можело да ги поништи тие права, иако Трамп вели дека прашањето треба да се остави на секоја сојузна држава да одлучи. Ако помине ова прашање, постоечките заштитни мерки ќе станат дел од уставот на државата, што ќе го отежни нивното отстранување. Видовме како се губат животи. 22 држави имаат забрана за абортус и ние не сакаме тоа да се случи во Невада. Джесика Понс де Леон првпат ја гласа во САД. Таа планира да гласа да за абортус и за Камала Харис, дури и пред Кембел да се појави пред незината врата. Не мислам дека владата треба да има збор за женските тела. Дефинитивно чувствувам дека жените треба да имаат целосна контрола врз своето тело. Невада е едно од 10 сојузни држави оваа изборна година која им дава на гласачите избор да одлучат како и кога абортусот треба да биде легален. Во изминатите изборни години тоа прашање на гласачкото ливче го зголеми одзивот на гласачите и им беше од корист на демократските кандидати. Кристијан Мерш, имигрантка од Бразил, која забременила во насилна врска и избрала да го задржи своето бебе, е член на одборот на Невада Право на живот. Без живот нема слобода, нема други права. Ако не го почитувате животот, ќе има расизам, трговија со луѓе и јас само чувствувам дека во моментов не вредиме. Иако ова прашање ги мотивира младите гласачи, Емили Костело, која првпат ја гласа, вели дека мислењето може да се смени и оти нема сите млади гласачи да гласаат за демократите. Ако можете да видите колку е тоа деструктивно за едно човечко суштество, тоа ќе ви го промени мислењето веднаш. Веднаш. Истражувањето на национално ниво, објавено неодамна од независен извор, вели дека се поголем број жени го наведуваат правото на абортус како нивно главно прашање, откако Камала Харис стана демократска кандидатка за председател.